За тие што доцнате, добро утро. Да поздрав најпрво сите во име на Институтот за општествени и политички науки Скопје, што дојдовте на оваа тркалец на маса, дебата, разговор, дискусија со еден чуден наслов: препознавање и ракување со радикално поларизирачки јавен дискурс, етички и практични дилеми. Јас ставив еден поднаслов кој што не го пишав, така наречен кога новинарството ќе го фати крстот. Апропо вчерашниот и денешниот верски празник. Институтот за општествени и политички науки во Скопје со поддршка на фундацијата National Endowment for Democracy и Civica Mobilitas веќе трета година спроведува еден сет на активности во насока на, ние го нарекуваме тоа, деполаризација на јавниот дискурс. Некои го нарекуваат помирување, некои го нарекуваат со разни други епитети. И во таа насока се трудиме да бидеме некако на граница помеѓу академското и практичното. Академското со тежнение да го објасниме феноменот на радикализација на јавниот дискурс и во општата поларизација во општеството, која што е видлива на сите страни во секој контекст, особено во политичкиот, особено во меѓупартискиот контекст. Потоа се прелева во општеството, во сите пои практично. Ние живееме секој ден со поларизација. Ке спомнеме понатаму дека таа не е македонски феномен, не е типично македонски феномен. Практично постои во сите демократи, ако ги иземеме автократиите. И не само што постои, туку се амплифицира, се зголемува, се радикализира до момент на непрепознавање или не знаење како да се ракува со радикален дискурс. Од друга страна, деполаризацијата или појавот за деполаризација, потребата за деполаризација, кој како ја сваќа, би овозможил некакви предпоставки за зауздување на популистичките напливи, па дури за зауздување на автократските тенденции во општеството кои што постојат и не може да се негираат како такви. Направивме бројни средби, обуки, работилници, конференции, издадовме повеќе публикации, некои се поакадемски, некои се попрактични. Тие ги имате сите на сајтот на институтот, може да ги погледнете. Доста се корисни, особено е практичните. И покрај десетина студии, анализи, разговори, дискусии, затворени и отворени, резултатот е неочигледен. И не може да кажеме дека да направиме пресек како се развивал дискурсот во Македонија, како се поларизирал, како се радикализирал, како се дорадикализирал. И не можеме да кажеме дали е успех. Не тоа дека институтот сам по себе може да донесе успех со своите истражувања, тоа е една капка во морето, но кога би направиле на сума сумарум на сегашна состојба денеска на 20 јануари 2020 година, прашање дали ова општество може да се справи и дали има волја да се справи со радикален дискурс. И кои се механизмите за такво нешто? Што е целта на оваа средба? Како и на некои претходни средби, ова е специфична бидејќи говорниците се новинари или од фелата, од СНАФ-от. Целта е да поразговараме и да држиме темата постојано отворена. Таа нема се затвори ни денеска, ни вчера, ни утре. Нема брзи решенија, нема панацеа, не постои начин на бегање од контекстот македонски. Поларизацијата е тука, таа е оружје кое што го користат во главно политичките партии со поддршка, некојаш обилна, некојаш обилна на медиумите, дали е тачирани на политичките партии или блиски на политичките партии и така натаму, и која што потоа само како по принцип на ехо се амплифицира со поддржувачите на политичките партии, она што го нарекуваме по социјалните мрежи, ботови и така натаму и така натаму. Јас ќе си дозволам сега веднаш да преминеме на дебатата, како е замислена дебатата. Мојата колежка Ана Блажева ќе има кратка презентација на едно истражување, тоа е релативно ново,
кој што го нарекуваме поларизирачка дискусија и влијанието врз политичката и социјалната поларизација во македонското општество. Не знам дали е објавена на се уште. Достапна е во електронска верзија на нашата верзија. Добро. Зашто прашувам дали е објавена? Затоа што истражувањето е прекрасно. Тоа е околу 30 на страни. Дава мал академски теоретски ракурс што е поларизација, како таа го мобилизира општеството, како ги радикализира кривите на општеството, но дава и типични примери за македонскиот контекст, кој што Ана ќе ги спомне, и топло препорачувам да ја прочитате, да ја видите, бидејќи мислам дека многу може да користи, ако ништо друго во објаснување на некои од феномените со кои што се соочува македонското општество, и после тоа ќе отвориме дебата. Првиот дел дебатата ќе биде со нашите говорници, кои што имаат, да речеме, кратки презентации. Потоа ќе влеземе во разговор со нив. Јас ќе си дозволам да, ако ми дозволите, да упаѓам, за да биде подинамична дебатата. За после да можеме да вклучиме, не би рекол гостите, туку учесниците. Бидејќи идејата да можеме равноправно да разговараме на оваа тема. Секако на крајот нема да дојдеме до некакви совршени заклучоци и нема да измислиме нешто спектакуларно, но целта на ова и на следните дебати што ги правиме е постојано да држиме темата отворена. Бидејќи важно е да се држи темата отворена, важно е и граѓаните, јавноста и оние кои што ја создаваат јавноста како таква, да имаат одредени консидерации, морални, практични дилеми како би се справиле со овој радикален поларизирачки дискурс. Ана, повели? Добар ден и од мене, до сите. Јас ќе се обидам во ова кусо време што го имам, накратко да го поставам проблемот или феноменот на поларизација и да укажам на неколку аспекти кои што ги обработувавме во анализата. И јас ве поканувам да ја погледнете доколку се интересирате, бидејќи таа, освен ова за што ќе зборувам сега, објаснувањето на феноменот, нуди многу примери. Ние анализиравме дискурс преку два методи, и анализа на содржина и анализа на дискурс, за да можеме да покажеме на кој начин токму зборувањето или говорот може да придонесе кон и поставување, и продлабочување и проширување на овој феномен на поларизација. И целта ни беше да ги истражиме и да ги видиме кои се ефектите кои што од различните дискурси, да речеме, на политичките партии, како тоа се одразува и потоа се прелева во јавниот говор на социјалните мрежи, но и преку неколку примери за тоа како влијае на една подлабока општествена поларизација. И она што, јас сум психолог по основно образование и за мене овој феномен беше интересен да го разгледувам и освен од некоја политичка перспектива и она како политичките науки го размислува, да на некој начин го доближам и овој феномен од аспект на тоа како се создава, бидејќи каде да отворите и да читате за овој феномен, ќе сретнете дека една од главните обележја на поларизацијата е поделбата на две социјални и општествени групи кои што се спротивставуваат, се спротивставени, се антагонизираат и се исклучуваат една со друга и често таа поделба се сведува на ние наспроти тие. И овој момент токму на определување на ние, кои сме тоа ние, а кои се тие од другата страна, е многу важен, за да се прави разлика и нијансирање и во видовите на поларизација што постојат, бидејќи не секоја општествена поларизација има иста тежина или носи иста потенцијална, да речам,
моќ да создава социјални конфликти и да има поголеми, подлабоки деструктивни влијанија. Например, поларизацијата во смисла на различности во ставовите и во мислењата е еден сосема вообичаен или нормален дел од јавниот дискурс, како што еве деновиве имаме различни, па и спротиставени видувања на филмот Медена земја. И тоа спаѓа во еден од овие аспекти на поларизација. Од друга страна, она што го разликува овој феномен е токму тоа што нема јасна идентитетска рамка или нема хомогена идентитетска рамка оние што размислуваат за Медена земја. Од друга страна, кога размислуваме за многу по важни општествени прашања, може или кога се зборува за вредности, може да настане многу посилна идентификација помеѓу луѓето што имаат различни ставови и така се создаваат овие групи на ние и вие. Така, например, во нашата анализа покажа дека длабока поларизација постои помеѓу замислените ние македонци, а од друга страна наспроти така наречените северџани, например. Или во еден период исто така имаше голема поделба помеѓу патриотите и предавниците. Овие се, да речеме, типични линии на разделување или на поларизација за кои што ние истражувавме. Што сакав да го споделаме дека всушност зошто е важен моментот на идентификација во групите е поврзана многу со причините кои што придонесуваат кон ваков тип на поларизација на ние наспроти тие, а тие се најчесто наоѓаат во социоекономските поделби, значи нужност за постоење на поларизација се големите разлики од социоекономски карактер и чувството на една несигурност или подолготрајно чувство на несигурност, на неизвестност, на анксиозност, како сакате наречете ја, за тоа дека нешто може да се случи што не загрозува. Бидејќи тогаш кога се чувствуваме загрозени, ние сме најранливи да посегнеме по првите нешта во нашето окружување што не прават да се чувствуваме побезбедни. Често тоа се социјалните идентитети и припадноста на одредени социјални групи. И затоа овој елемент на припадност, на социјална припадност е многу важен затоа што загрозувањето па на тој идентитет се доживува како едно лична закана и загрозување. И во таа смисла, кога постои силна идентификација со групата, постои и поголема можност за продлабочување на една социјална поделба и потенцијална можност за создавање на социјален конфликт. Тоа е она што ние би сакале на кое што би сакале да укажам, односно да ги разгледуваме и овие ефекти, но нештата преку кои што ги анализираме се исто така оние што се многу важни за нашето демократско општество, бидејќи политичката поларизација во нашиот контекст видовме дека и анализата тоа го покажува, придонесува за ослабување и за нарушување на условите за имање политички диалог. И ова е, да речеме, едно од проблематичните точки на политичката поларизација што се одржува преку партиите,
нашата анализа на официјалните дискурси на партиите покажа дека тие постојано инсистира на ваков тип на политичка поларизација, односно дискурсите на политичките партии се секогаш ние, кои што сме на некој начин секогаш вистинскиот народ, вистинските патриоти или вистинските морални доблесни граѓани, наспроти тие врз кои што се проектираат и демонизираат најразлични потенцијални негативни карактеристики и се доживуваат како некаква закана. Така што анализата ни покажа дека со ваков дискурс политичките партии не само што ја овозможуваат општествената поларизација, туку на некој начин и го продлабочуваат јазот и ја менуваат, односно даваат таква поларизирачка пракса да се користи и во јавниот говор, кој што па најрадикално може да се следи преку говорот на омраза и на социјалните мрежи и медиуми. И некои од примерите што ги анализиравме исто така од социјална поларизација, како што беше говорот на омраза по победата на Вардар, да речеме, или кога се работеше за пеењето на химната или за резултатите за Евровизија, тие се офатени во студијата, но имаме и други примери каде што целиот овој поларизирачки дискурс на некој начин уште повеќе се радикализира. А од друга страна, потоа политичките партии ги спречува во на некој начин во политичкиот диалог, па тие заради чистотата пред својот поддржувачи на некој начин се оневозможени да направат важни, крупни политички одлуки во некоја заедничко добро. И сега имаме еден модел кој што го следиме во анализата. Јас сега тука не би премногу детализирала, но само сакам накратко да ги спомнам улогите за тоа како различни општествени актери имаат различна улога во овој процес на поларизација. Тоа е еден модел на холандските научници Ван дер Вилде и Брансма. Тие велат дека една група на актери во поларизацијата се туркачите, тоа се оние кои што ги креираат различните групи и кои што се залагаат, односно поттикнуваат за таква поделба. Потоа се придружниците, втората група, оние кои што спонтано се приклонуваат, или пак кои што во услови општествени и социјални, какви што ги нарековме, заради феноменот на клиентелизам, исто така се приклонуваат кон одредена група. Како туркачи ги сметаме политичките партии, нели, главни во нашата анализа. Потоа трета група се предавниците, тоа се оние кои што немаат потреба да се определат за едната или за другата група, меѓутоа кои што се во голема мера зависно од интензитетот на поларизацијата се наоѓаат на удар и од едните и од другите, обидувајќи се, нели, двата спротиставени пола да ги привлечат во собствената група. Четвртата група се премостувачите. Овие сметаме дека се можеби најважни во лоцирањето на потенцијалите за премостување, за деполаризација, а тоа се оние кои што се обидуваат да ги најдат заедничките основи помеѓу едната и другата група, односно кои што можат подистанцирано и посвесно да ја согледаат ситуацијата многу понијансирано, отколку во една црно-бела бинарна слика која што се обидуваат туркачите да ја прикажат за оние кои што
се вистинските и оние кои што треба да се поразат или победат или уништат, противниците. И на крајот петата група се жртвените јарци. Тоа се најчесто премостувачи кои што во кулминацијата на поларизирачката динамика најчесто ќе бидат жртвувани. И ова во нашата анализа светавме дека во нашиот контекст може, например, да се наречат луѓето од граѓанското движење, кои што во пржинскиот процес, да речеме, беа жртвувани за да се постигне одреден договор. И она што ни е важно во дискусијата во однос на медиумите, секако е токму ова да може да ги разликуваме, да ги детектираме и да ги согледаме, па и на некој начин преку некоја критичка дистанца укажеме овие тенденции на поларизација, наместо нели автоматски да ги поддржуваме и подкрепуваме. Тоа би кажала за сега, па може понатаму во дискусијата. Значи, имаме денес еден панел, прилично репрезентативен, би рекол и панел на ветерани, со одредени случаи. Предлагам да отвориме една дискусија и тоа да одиме вака цик-цак, цик-цак. Ана кажа дека главните автори на поларизацијата се всушност големите политички партии и условно кажано медиумите или медиумската мобилизација која што гравитира околу нив, доколку гравитира. И јас прилично согласен со тоа, иако е предмет на дебата, дали е тоа така и дали е тоа специфика на македонското општество или може би не. Но тука новинарскиот еснав е клучен како ќе се постави. И еснавот е проблематичен. Тој не е проблем сам по себе, туку е проблематичен сам по себе, бидејќи е поделен природно по разни линии. Сакате од партиско-идеолошки линии, суетни линии, финансиски линии, традиционални наспроти нови медиуми и така натаму и така натаму. И тоа не е ни спорно, не е ни нелегитимно конечно. Во едно вибрантно демократско општество добро е и не е страшно да биде поделен еснав по разни основи, но минимален консензус, минимална солидарност, минимални правила на игра мора да има и мора да се воспостават. Кои што одат во содружништво со некаква јавна осуда кон оние што сме се договорили дека ги почитуваат правилата на игра, а не ги почитуваат. И таквите правила мислам дека можеме и мораме да ги обезбедиме во општество ако сакаме да одиме, условно кажам, напред во оваа работа. Јас сега предлагам да го вклучам Горан, па Попе, па Боби и така натаму. Може Горан? Веќе 30 на години новинар. Почетокот морам да кажам дека имам 3 големи причини да не видам овде вечерва здравствени. Меѓутоа, гледајќи го составот на говорниците, официјалните првите, ќе направив голема штета, ми се чини, на дебата, затоа што ќе бидеме во ситуација да имаме само од едната страна на ние, а ќе немаше од другата страна на ние. Разбирате што сакам да кажам. Јас сум човек кој што припаѓам на десницата, на конзервативците, условно речено во државата, а моите колеги, условно речено, не сакам да етикетирам никога, припаѓаат на левицата или левиот центар, како сакате. Но собрав сила и дојдов за да разговараме за мојата исклучително значајна тема, која што, за жал, и покрај ветувањето на председателот Пендаровски, не успеавме да ја наметнеме по последната кампања и да отвориме поширок дебатен клуб на темава. Проблемот на Македонија е што, за разлика од сите земји во регионов, каде што имаме поларизација и радикализација на едно или на две нивоа, кај нас ми се чини дека на сите нивоа има поларизација. Потргнемо од Албанија, таму поларизацијата е на партиска основа,
Црна Гора е на верска основа претежно, Босна и Херцеговина е на етничка основа, овде кај нас ги имате сите овие три, плюс имате верска радикализација, имате социјална, урбана, рурална средина во конфронтација, медиумска се разбира, јазична и така натаму, што говори дека навистина и вашиот проект и обидот да се направи дебата е нешто што треба да биде дел од политичкиот систем како домашна задача за сите партии, за невладините организации, за медиумите се разбира нашата одговорност тука исто така признавам дека е огромна. Според мене, се обидам да видам најкратко што можам, главниот извор на поларизацијата во Македонија е тоа што системот на вредности во државата потекнува од поделбата на власта. Принципот на winner gets all, или победникот добива се, создава огромни причини луѓето да се поларизираат. Ниту една македонска политичка партија на власт или опозиција нема капацитет да излезе од своите рамки таму каде што е најбезбедна, најсигурна. Поделбата на ресурсите од како ќе се дојде на власт е строго партиска, 90% били колека партиска, и со тоа вие неминовно создавате две категории на луѓе, кои што уживаат во бенефитите на власт и другите кои што се настрана. Ова за мене е суштината, основата на сите други поларизации во земјава и тука за држава не гледам некакво можно решение, освен можеби прилагодување на американскиот споил систем, каде што победникот мисличи дека има, се попер може подобро знае, 5385 позиции во администрацијата, кои што ги добива победничката партија или победникот, и тука завршува приказната со користење на државните ресурси. Кај нас таков обид има направено со Пажинскиот договор, каде што во МВР, например, имате 15 началници по хоризонтала и уште 3+3 системот се нарекува за советници. Овој принцип можеби треба да се размисли за вињена, да се имплементира на централно ниво на сите институции, за да точно се знае што добива победникот, за да има простор и за останатите. Во ваква ситуација која што сме сега, Македонија нема потенцијал да задоволи две политички елити. И нивните следбеници се разбира, кои што многу често незадоволни од ваквата ситуација се пренесувачи и понатаму дополнително радикализираат ситуацијата. Рековме дека нема ниту една партија капацитет да направи исчекор. Според мене последниве десетина години имаше два обиди да се направи некаков исчекор на тоа поле. Тоа беше шарената револуција, каде што луѓе, без разлика дали беше тоа спонтан или однапред испровоцирано движење, на исто место дојдоа огромен број на луѓе со различни бекграунди, луѓе кои што политички, етнички, верски беа тотално различни, меѓутоа се создадена енергија која што во тој момент според мене јавно пишувам за ова, не е дека постфестно зборувам за оваа тема, направи една енергија која што можеше да го промени општеството. За жал тоа не се случи затоа што беа подоцна инструментализирани од страна на политичките елити. Вториот обид за ваков исчекор според мене беше кандидатурата на професорката Силјановска за кандидат за претседател на ВМРО ДПМН, човек либерал, некогаш дел од глава на Бранко Црвенковски и така натаму, која што од друга страна пак се соочи со други проблеми, беше ставена на категоријата на предавници на либералната идеја, дека отишло со конзервативци, со радикалите, од десницата и така натаму. Добри два примери, шарената револуција и професорка Силјановска, кои што сепак не се доволни доколку не се смени суштински основата за радикализацијата во Македонија. Немаме нови политики во државата, ниту на оваа тема, ниту генерално, ниту една од владите од последните 15 години не измисли нови политики, што е најголем проблем за Македонија, заради тоа што кога имате нови политики, се профилираат нови луѓе, се профилираат нови идеи. Овде кај нас сите се влезени во една чауна од која што не може да излезат, обидувајќи се да ги зачуваат своите гласчи, своите приврзаници. Медиумите, се согласувам, имаме одговорност огромна и вина, веројатно, за многу од процесите, особено во политицијата. Меѓутоа, овде во прв ред би сакал да ги ставам во корелација со бизнис секторот во Македонија. Медиумите 90% се контролирани од одредени
политички или бизнис центри. Бизнис секторот е тој кој што за разлика еве сад е далеко, меѓутоа како принцип соработував долги години со еден медиум американски кој што беше финансиран од големиот капитал и тоа без директни бенефити за тој што финансира. Значи вие сте медиум, ве поддржувам и се борите на пазарот, меѓутоа не очекувам од вас да спроведувате мои политики. Тоа во Македонија не се случило. Сега со прилично ефтината бизнис агент би рекол во кај онлайн медиумите се прави независен медиум кој што не е под контрола на било која партија или интересна група за многу мали пари, меѓутоа за жал ниту еден од големите бизниси не сака да инвестираат во страв дека ќе се судрат со политичките партии со кои што сакаат да бидат во добри односи, и тоа е според мене еден од проблемите зошто медиумите во иднина нема да можат да имаат позитивна улога во овој правец. Едноставно сите бизнис елити кои што имаат своји медиуми си ги бранат со своите интереси, нема да дозволат да се намали поларизацијата, затоа што се плашат од реваншизам кога евентуално некоја партија би дошла на власт. Да не должам многу, мислам дека е доволно. Прашањето е кој е тој што ќе почне да гради мостови. Мислам, ми се чини дека 95% од мостовите во Македонија на ово поле се урнати и дека тие 5% што се уште обстојуваат, а се обременети со патарини, друмарини, мостарини, не можат да овозможат размена на информации, идеи, за да се надмине сериозен проблем како поларизацијата, кој што за жал дополнително не внесува и во радикализација, не внесува и во насилство, и за жал не сум оптимист тука. Оде би запрел, мислам дека доволно збор 7-8 минути. Можеме уште многу, меѓутоа да упатам на контекстот, зборуваме за контекст за неколку месеци, 2-3 месеци ќе имаме предвремени парламентарни избори, не знам кој пат, каде што природно, не само Македонија, туку секаде се радикализира дискусот, повторно од страна на партиите и партиски ботови, што не значи тоа. И само како работна теза го поставувам. Ова апропо 95% мостови се срушени, а другите се обременети со патарини и друмарини. Работна теза дека граѓаните не сакаат поларизација. Дека во принцип, нормален граѓанин кој што живее во пристојно општество нема интерес од поларизација. Не знам, ако го гледате случајот со Белово, со овој министеров што влегува кај подрачната единица на Министерството за земјоделие, интимидирачки е тоа. Значи, не е важно дали тој од една партија или од друга, шефот на подрачното одделение. Туку тој тип на радикализација, па се ќе тужи, а после тоа се создава еден голем балон во јавноста, непријатна е радикализацијата. Освен ако не сте дел од една партиска групација, која што по дефиниција радикализира. Тука нема дилема дека партијата, дури да сте умерен, влегувајќи во неа, по дефиниција се радикализирате. И работната теза е дали евентуалната делегитимација на постоечките политички елити, на овие избори, на следни избори, која велам делегитимација, мислам, например, преку изборна апатија, преку намален цензус, преку еден, да речем, општ отпор на, условно кажам, на неутралното граѓанство кон се што се случува во тоа во тие две множества помеѓу големите политички партии, две или повеќе множества, дали тоа може да изнедри можеби понатаму некакви моменти на отрезнување дојде политичките партии, бидејќи јас не сум сигурен, тоа го зборев малку со Горан, дали на партиите во суштина им одговара радикализацијата. При тоа согласувајќи се дека темата на се или ништо, или победникот добива се, а губитникот добива ништо е, да речеме, основа на таа радикализација, зашто имаме потреба да ги победиме изборите за да добиеме се. Се извинувам за мојот прича повеќе. Се надоврзам на ова што го викаш Горан околу тоа за Америка. Нели постои прашање како може да се менува, да се поставуваат луѓе на одговорни позиции кога ќе победи некоја дали демократскиот претседател или републиканскиот.
Тоа мислам дека кај нас е невозможно да се направи, бидејќи ако се направи би било страутен лом. Например сега кога 3 години има како е Доналд Трамп во Белата куќа, кога доаѓа нов претседател се менува целиот персонал. Остануваат уште дали 7-8% батлери, градинари и така натаму. Се таму што работело, се заминува. Значи нема нова администрација, нови луѓе. Во канцеларијата на председател Пендаровски има мислам само 7-8 нови луѓе или 10. Сите други се останати од претходниот председател. Доколку тој посака да ги смени, се направи цела револуција во Македонија, како може да ги смени? А тие 70% од тие луѓе и не ни работат сега. Чекаат 5 години, може да чекаат 10. Ќе видиме колку ќе чекаат, додека помине, додека не дојде нивниот, условно речено нивниот, со кого имаат повеќе разбирање председател, и така всушност таа администрација таму што е забадила, некорисна, апсолутно некорисна. Само да зема плати, тоа земаат добри плати. Така што првиот обид да се направи, например, тоа го кажем, за кај председателот тоа да го направи, мислам дека ќе биде урната и самата институција председател во Македонија, затоа што сака да им наштети на вработените. Што според мене може да се најде некаков модус вивенди. Од друга страна, ова што викате дека партиите се генератори на поларизацијата, па ја не гледам во било која земја, освен некои утопистички општества, дека партиите не би поларизирале за да стигнат до некаква награда. Бидејќи секоја партија се бори за власт, не би рекол реториката на нашите партии дека се борат, значи другата се бори само за гола власт е провидна и безсмислена, затоа зашто би се бореле за пехарот на маршалот Тито во купот на Југославија, се знае дека се борат за власт. И тие што се во опозиција, и тие што се на власт се борат да ја зачуваат или да освојат власта. И сега кога ние ги расправаме овие неколку нивоа што спомна Горан на различни нивоа на поларизација, верска, етничка, политичка, тоа не е само наш македонски синдром. Некаде тоа е малце повеќе изразено, некаде помалку, но мислам дека поларизацијата во Полска е драматично поголема од поларизацијата во Македонија. Ние пак, да не зборуваме за Америка. Мислам, 3 години уште плачат демократите, тие демократските гласачи што победи Трамп. И таму што вика Ана, не мислам дека приврзувањето кон одредени групи е потикнато само од економската состојба. Например, во Америка гласа значи овие блукала работниците за Трамп, бели работници, но и сите оние што имаат над $500,000 годишен приход. Значи таму се прави една симбиоза меѓу оние многу богатите и оние кои што сакаат да ги збркаат имигрантите, што може би да им земат власта. Не е тоа едноставно објаснување дека сиромашните ќе гласаат за ВМРО, средните за СДСМ или обратно, богатите за ВМРО. Не, интеракциите се многу по-специфични, по-широки. Во таа основа ова поделба на тој патриоти, предавници, антички и сегашни мислам дека главниот спиритус мовенс на таа поделба. И сега забележувам во последно време во реториката на партиите некакви промени. Стандардната реторика е дека овие се криминалци, тие што беа 11 години на власт се криминалци, ја уништија државата, го уништија Скопје, сегашна опозиција вели дека Заев е начело на мафијата, дека тие украле 30-40 милиони евра. Мислам, тука е отприлика таа реторика дека немаат решение, но пред на посета на Александар Николовски, на подпредседателот на ВМРО, на Рим, меѓу редови ја наметна новата реторика во комуникацијата партиска. Ја да не бидам непрецизен,
тоа го рад, значи тој таму заедно на централна на конференција што е со Центристичка демократска интернационала, во која се членуваат десничарски партии, бил кај папата и му зборувал таму за левичарството кое ќе уништи Македонија. Па тој е најлевичарскиот папа што постои од последниве 3 века во светот. И мислам се декларира дека левичарски. Сега ти да му зборуваш на папата дека левичарските политики се уништувачки за едно општество е, не знам дали е нонсенс, дали неразбирање, идеолошка конфузија. А потоа на средбата со представници на партија на Матео Салвини, Лега, тој на двајцата сенатори вика разговаравме за разрушениот систем на вредности секаде каде што владеат левичарите. Зарев е копија на сите оние левичари кои што владеат низ светот. Мислам, таков дискурс во критиката на ова е негова изјава пренесена од сајтот на една противничка партија немало, затоа што ако Заев е копија на сите оние левичари што владеат по светот, тоа значи дека е копија на шведската влада, на финската влада, на данската, на владата во Шпанија, на владата во Португалија, на владата во Словачка, на владата во Италија, на владата во Малта. И мислам дека со тоа што тој го кажува, сака да направи една уште подраматична поделба, која што треба да ги доведе до освојување на власта. Такво отцрнување, претворање на левицата во некаков вид ѓавол го има кај во Америка, тоа го прави Трамп постојано и успешно води, гледа каква е ситуацијава, и најмногу во Израел. Бенјамин Нетањаху вика, ако дојде левицата на власт, ние ќе изгубиме и Западен брeg, така натаму ќе отидеме во војна и ова. Тоа е делот од она што се менува реториката во партиите. За промена на таа реторика нормално дека им служат медиумите. И медиумите, мене ми е многу жал што пред 4-5 години, кога беше тој обид за да се направи регулација на порталите, не се направи. Тогашната опозиција сакајќи да го заштити својот продор на јавната сцена, се спротистави на тој предлог, тоаш уште беше Насер Селмани, па Теутариф и вице-премиер, и да има една конкретна регулација на медиумите, затоа што ова сега што се случи после тоа не личи на ништо. Целиот медиумски простор се претвори во еден вид јакобински терор во државата. Значи, мора да се стигнат во 2-3 глави дневно, а ако не се откинат, тоа значи дека денот е неуспешен. Тоа, знаете вие, јакобинскиот терор во Франција не дојде веднаш 1789 година, туку Робеспиер и Дантон се го почнаа да го преминуваат кога силите на реакцијата во Европа почнаа да ги напаѓаат новите републикански власти во Франција, значи година-две подоцна. Така и тоаш сега, тоа е некако вид итна политика. Итна политика, ќе сечеме глави, 792 на кралот Луј XVI, овдека ние ќе сечеме луѓе, ќе мора да спроведеме итни политики за да може да оствариме итни резултати во општеството. И сега во тој пропаганден дискурс собрали се едно десетина десничарски медиуми, портали кои што имаат еден единствен газда кој што не се знае тоа е во Унгарија. Например, веќе тој истиот тој собственик кој што има блиски врски со владата на Орбан и со бизнисмени од Унгарија, има и телевизиски станици и други медиуми и во Хрватска и во Словенија и поседува и овде. И тоа се прави еден круг во кој што се мора да се пропагира една филозофија на подценување на едниот и воздигнување на се што прави другиот. Значи, не мора да се емитира лажни вести.
туку од една вест, која што може да биде и од мија, ќе се стави, ќе се пренесе целата, но ќе се отфрлат само една или две реченици, кои што, ако останат, го менуваат, ја менуваат содржината на веста. Имаше пред една недела откриен случај, сега да не зборувам многу за странствено во Франција, еден сајт France Libre, кој што постои 6 месеци, кој што занимава само со француска политика, кој што е наклонет, а всушност е основан во Полска. Тоа бранци може би знаат француска. Значи основан од Полска, од Јануш Корвин-Мике, поранешен европарламентарец, крајен десничар, кој што е сега парламентарец во. Сите текстови се од Франс Прес, сите текстови се од Франс 24, но се што не е позитивно за Марин Ле Пен се отфрла. Се однесува на француската политика и се што е во корист на Доналд Трамп се брани. И ниеден досега, вика за 6 месеци, ниеден на текст кој што има критика за Марин Ле Пен. Не. На сличен начин се прави во македонскиот дискурс. Дали од едната или од другата страна, не го кажем, значи мора да му се наштети на противникот. Никогаш не сме да се каже нешто што е добро. Ја не мислам дека може да се најде излез од оваа ситуација, затоа што состојба во општеството е таква. Мора да се напаѓа за да се обстане. Мислам, ова е бидејќи целиот систем се претвори во помине време за да го надминеме овој период. Ова што Горан го вели за бизнисмените, што неќе да инвестираат, тоа е точно. Последниот голем инвеститор што влезе во некаков медиум, тоа беше Трифун Костовски, ние го направивме заедно Утрески вестник, и тоа влезе, и тоа вестникот имаше комплетно поинаква уредувачка политика од неговите ставови што беа за територијалната поделба, кога беше делот од парламентарното мнозинство 2002, и тоа немаше никаков проблем. Сега таква ситуација ја не можам ни да ја замислам, па камо ли да се случи. И бизнисот тоа нема да го направи затоа што не му одговара ова статус кво во државата. Да не влеземе во ЕУ, што е можно да се одолжи тоа за НАТО, да нема никакви правила по кои што може да се раководат општествените елити во еден хаос, тогаш тие најдобро се станат. Зашто тогаш би правиле супериорни медиуми кои што би биле независни во општествениот дискурс. Гардијан има годишно по 35 милиони фунти загуба, па собствениците викат ние велиме тоа големо. Значи со години има по 35 милиони фунти, викат ние инвестираме во квалитетен журнализам. Ние сме пресметале таа загуба. За добробит на општеството мора да се инвестира, а овдека за 10.000 евро може да те затворат. Не е затоа што не ги спроведуваш нивните политики. Предекте тоа да не има некакво друго. Океј, не е спорно ова што го кажува Лјупчо, дека има некаков медиуми кои што дури сецкат, лепат и така натаму, и кои што протежираат јавно или полујавно некаква политика. Не лепат, само ќе го изврдам. Океј, ќе го изврдам. Да стави ново. Не мислам дека дури тоа е спорно. Не може да се вратиме во романтичните денови пред 40-50 години кога имаме. Кога Гарден бил тој што бил на времето и кој имал столбови на наступа и други параметри. На крај крајшто не може да се вратиме во деновите кога не постоеше Фејсбук. Бидејќи сега тоа социјални мрежи прават сериозна дисторзија. Со мојата со ефтиноста за пробив информациите, но проблемот е кога тој дискурс навлегува во нешто се нарекува, условно кажано, опасни зони, кога шири говорна омраза, кога поттикнува насилство, кога возможува да се осеќаме полагодно во тој говорна омраза или во тоа насилство. Тука е тенката линија. Ако вие може да пропагирате политики, партија, личност, така натаму, но кога ќе преминете зоната од некако нормално, од сегашниот контекст, кон нешто што е ненормално, опасно, што отруе токсично за општеството, тоа веќе се дига аларм во едно општество. Боби повели. Ако оставиме се тоа во еден пакет што беше кажано до сега, мислам дека за жал мора да се враќаме многу нас.
од два аспекта. Прво, ако констатиравме дека се почнува од партиите, а при тоа се употребуваат или злоупотребуваат медиумите, мислам дека и од едното и од другиот аспект мора да се врати на нас. Прво, кај партиите. Значи, ако се денеска предавници и патриоти или сега како што е популарно северџани и македонци, Гордан, и тебе не треба да те подсетам дека порано имаше бранковисти, титовисти, па после дојде Бучко, па беа бучковисти и ова. Во ВМРО ДПМН беа љупчовисти, па беа пробугарско, па понатаму друго крило, па знаеме колку партии се изродија за да се докажат или покажат кој е што. И после тоа пак се врати во едно крило и се врти околу тоа. Значи, мора да се почне прво и процесот демократизација на партиите, а тоа очигледно не е од корист, што се покажа со тоа што го одбија обидот, барем оној минимум, а тоа е отворени листи. Тоа мислам дека тоа би бил првиот чекор кој што може да придонесе за каква таква внатрешна демократизација во партиите. Моделите се тука, само треба желба, од можност за натрепартиско фракционерство до сето тоа. Јас едноставно, добро, горам генерација сме пресметал околу 30 години во новинарството, значи едноставно чезнеам за две работи. Кога ќе видам пратеник да излезе да постави пратеничко прашање контра својата партија ама изгледа нема да го дочекам ни тој ден, а нема да го дочекам ни денот кога ќе видам дека сите ние, без оглед на тоа што Горан рече кој од каква провиненција е медиумот, бидејќи тоа не е зло. Во светот нема независни медиуми. Сите имаат и десна и лева ориентација, излегуваат голем дел и од тие вестници, колегата Поповски што ги спомна, со отворена поддршка на една или на друга опција, но има професионализам или набивање. Кај нас, за жал, го има ова второто и тоа се повеќе и се повеќе и повеќе. Зашто мораме да се вратиме назад? Кога новинарството ќе го фати крстот, кој беше под насловот, одамна го фатил крстот. Ама проблемот е што не е фатен крстот на професијата, туку се фаќаат некои други крстови. И нечии други крстови. Партиски, бизнис или било какви, и затоа и тука мора да се врати од нас. Не е дека не може. Значи, јас исто им замерам, иако мојата меморија покажува дека и ЗНМ беше и се уште е против регулација на портали, што мислам дека е еден многу погрешен став и тука се вадат различни аргументи со регулативи и така натаму, што не е точно. Бидејќи во основа се знае, например, ако ништо друго се регулира што е приватен блок, а што е одредено интернет издание. Вие имате во Македонија две другарчиња се нашите 20 спонзори и он фигурира као новинска агенција. Вие знаете што треба во светот да имаш за да бидеш новинска агенција? Конечно, традиционална телевизија наспроти интернет телевизија. Алфа и Телма имаат обврска од, мислам дека се минимум 95 работени, студија со одредена висина, техника, ова-она. Го гледам колегава ваш со апаратчето, со такви 3 апарати,
во едно стопче вие денеска можете да направите интернет телевизија и при тоа да немате никаква одговорност. И концесија. Немате концесија, немате ништо, едноставно пуштате и ширите таа. Така што многу работи, за жал, мора да се вратат назад, бидејќи не е проблемот во тоа дали некој е лево или десно ориентиран, проблемот е во тоа колку постои тој професионализам во медиумите или не постои. Има различни модели, кај нас се дешава главни уредници да се менуваат преку ноќ, без никакво објаснување. Мене устата пена ми фати со споредбени искуства. Вие имате една Белгија, например, каде што да, јас сум газда на, не знам дека ни немаме дневни вестници, на Слободен печат или кој остана сега, но он не може да го смени главниот уредник ако не понуди соодветни аргументи за тоа пред Асоциација на печатени медиуми на Белгија. Значи, многу примери имаме околу тоа што е и како е и стандарди има, прашање дали има волја, бидејќи не мислам дека треба да се оди многу кон американскиот пример, бидејќи победникот зема се. Ако ние гледаме кај нас повеќе победникот не зема се. И тоа е така од 2014 кога се уредија законите за администрација. Значи, вие имате сега многу малку места настрана тоа злоупотребите со договори на привремени вработувања и така натаму. Меѓутоа, во кое и да министерство да ја погледнете хиерархијата и структурата, позициите тие што се на раководни места, државни советници, да не одам во детали на тие титули кои што ги имаат, тие се фиксирани и непроменливи со закон. Така што тој што доаѓа и не може да земе многу или да донесе многу, освен тој несреќно и до крај недоработен систем француско-англиски, каде што е министерот кој што си носи своји луѓе, кои што си одат со него и меѓутоа проблемот е што тука тоа е малку англиски модел, не поврзан и недоработен со францускиот, какви се нивните односи со тие професионалци кои што треба да бидат на одредени позиции. Така што јас, подготвувајќи се, напишав нешто, некој трио одговорни политичари, тешко е да тоа. Јас мислам дека првата шлаканица, кога веќе го одбија ова што можеше да придонесе за некаква демократизација, првата реална опасност која што се покажува во сите досегашни анализи, може да биде слабиот. Доколку на нас не се случи сега одзив идентичен или поздрав од председателските избори, тоа ќе биде најголемиот чамар што ќе го добијат политичките партии. Или како се тоа 47-2%, без оглед и 50, и 60, и 70 пратеници да добие една партија, тоа е луѓе легалитет без Што би значило тоа? Би ги омекнало партиите, би ги направило по-пропулзивни, по-демократски условно кажа? Веројатно тоа ќе ги натера да се свестат дека немаат легитимитет, да ја спуштат таа реторика и да затоа и да се едноставно луѓе, неверојатно е, Горјан, неверојатно е колку не може во оваа држава да се дебатира. Че вие имате, кој пример го сака? Закон за јавно обвинителство. Па 5 дебати, нема аргументи, едноставно сите се дојдени со 2 ливчиња и со намера и однапред утврдена стратегија во партиските центри да се накипуваат и потоа да имате тоа после секоја дебата, без оглед на која телевизија, потоа следува таа хорда од ботови на социјалните мрежи, која што го брои
победникот или тој што го прегазиле, тој што прегазил, или ако нема такви, етикетите одат кон нас, пошто во оваа држава секој се знае, да биде од коментатор до политички лидер, до го сакате, кои се алатките вие обично прашувате? Првиот и основен што секаде го користате, ајде да ја објасниш на јавноста тој факт чекинг. Ајде, закон за одбрана. Кој факт чекинг ќе го направи за да објасниш? Да, поддржуваме ратификација под Северна Македонија, не го поддржуваме законот, бидејќи името на армијата се менува. Абсурд. Техничкава влада сега и да не ја споменува, мислам дека тоа е ужасен рецепт што не смее да се повтори, бидејќи тука све граѓање дали таа исклучивост и непомирливост оди до екстремни граници на меѓусебна омраза. Инаку збореше Попе за Брекзит, за она што се случува во Америка, за ситуација во Полска. И нас оди до ситуација на меѓусебна омраза. Што е, и мислам дека прво тоа произлегува пред се и од партиите, втори се медиумите и пред се напливот не толку на социјалните медиуми, туку на така наречените нетрадиционални медиуми, кои што навистина со сомнителен капитал и со сите, значи, за да се биде собственик на традиционален медиум или телевизија во Македонија, мора да се знае крајниот. Не смее да биде офшор компанија, за разлика од тоа е да имате интернет портал и сега се останува на тоа наводно, сето тоа е регулирано со други закони што јас не се согласувам, бидејќи знаеме како функционира судството. Не може некој да седи дома, да види дали му се допаднало денеска како Катерина, како Горан или како јас сум водел одредена емисија или кој е бил гостин, па согласно неговите желби и неговата политика или нарачките што ги добил, кој што имаме и такви портали или партали што се ги вика, да сатанизира и новинари, и гости, без авторски права, да си пренесува цели емисии. Тоа е еден тотален хаос што и ние не знаеме од каде да се почне. И секој обид за плодна дебата со партиите е навистина тежок, бидејќи не сакаат да едноставно не им е, особено сега во предизборен период, нема шанса тука за никаква плодна дебата, мислам. Тоа е до таму забегано и отидено, што едноставно постои таа крволочност. Кога е во прашање битката да се дојде до власт. Сега поставете им го прашањето на патните трошоци, например, намерно одбрав неколку такви конкретни примери, тогаш веќе е вистинска идила или последните измени на закон за финансирање на политички партии, тука веќе има вистинска идила и тука најлошиот од сите е новинарот кој што се осудил да праша како тоа се трошат народните пари. Така што мислам дека за многу работи, за жал, мораме да се враќаме многу назад, а ние медиумите пред се малку да поработиме на таа толку тешка и неуспешна саморегулација, да ги тргнеме суетите, да сватиме еднаш дека идеолошки разлики, идеолошка поделеност на медиумите ќе има и секаде ја има, не постои никаде кај што ја нема, но дека мораме сите да се обединиме околу професионалните стандарди, бидејќи во моментот ги нема. Како што има
и во партиите, ако барате, леви, десни, центар, нема и идеологија, така истото и тука. Кај нас се изгубија стандард. И мораме, за жал, многу да се враќаме назад. Значи, тоа се тие мои трио одговорни политичари, освестено граѓанство и одговорна јавност, кај што ги ставам и интелектуалната елита, каде што исто така имаме просветени, има многу дами тука, ама нели меѓусебно и отворено знаат да се делат на експерти и експертутки и така натаму, и во таа одговорна јавност да ставам и пред се медиумите, ама не бива, не работува и треба многу од назад да се враќаме, бидејќи сите тие испробани алати кои што се обидувате да ги посочите или да ги најдете, се и пробани и ова, но кај нас се на ниво на една огромна хистерија, што веќе ништо не помага. Тоа е Бог. Темата во јавност, за тоа што сметаме дека е навистина важна за препознавање и реагување со радикално политизирачки јавен дискурс. Ја пред да одговорам на ова прашање, би сакал да се навратам на оно што го поставивте као прашање пред да се обратам до господинот Христо. Околу каде е таа граница меѓу слободата на говорот и говорот на омраза. Значи, слободата на говорот и изразувањето на мислата представуваат основни човекови права кои имаат суштинска улога во остварување и заштитата на другите права. И можноста за да се изрази мислењето и да се сподели одредена информација представува и вредносен показател за демократскиот капацитет на една земја и за институционалната поставеност на демократијата во општеството. Сега, одредени лица или групи може да изразат идеи за надмок на определена раса, религија или нација со намера за да ги понижат сите кои не припаѓаат на нивната група, како и да повикаат на прогон, изолација, па дури и геноцид. Во такви случаи слободата на изразување е прешироко толкувана и преминува во говор на омраза. Тоа значи дека постои тенденција да се користи повикувањето на слобода на говор како изговор за искажаниот став кој води во насока на радикализам, на говор на омраза, на клевета, оцрнување и така натаму. Тоа го сметаме апсолутно за неприфатливо и тука сметаме дека не само ЕСНАФ, туку и институциите треба да си превземат одговорност и да одиграат активна улога за спречување на таа појава. За осуда е досегашната неказнивост и премолчување на надлежните органи, со што придонесуваат за дискриминацијата и говорот на омраза да бидат се поприсутни во медиумите, а особено на социјалните мрежи. Сдруженијето на новинарите на Македонија, кои би сакали да се навратам на последно прашање кој што го поставивте, во соработка со Советот за етика во медиумите, неодамна презентираше и регистар на професионални онлайн медиуми, кои што за да учествуваат во тој регистар треба да исполнуваат одредени критериуми. Критериумите тука се трансparentно сопствеништво, почитување на кодексот на новинарите, држање до професионалните стандарди, подпишување на текстови, да имаат регистрирано правно лице во државата и така натаму. Во тој регистар се досега влезени околу 70 портали, ако не се лажам. И тој е прв чекор во однос на како што кажа Боби, хаосот кој владее во онлайн сферата. Она што се обидуваме понатаму да го направиме е во соработка со Стопанската комора, но и со маркетинг агенциите, тоа е да престанат да финансираат бизнисот, да престанат да финансираат таков вид на портали кои што не се дел од регистарот. Во контекст на само регулацијата, тоа е главниот чекор кој што го преземаме во периодот. Тоа би било тоа што би сакал. И што? Извини што те прекинувам, ако може јас да кажам. И што со регистар?
Видете, вие рековте, например, дека тие не подлежат на закон и не одговараат за ништо што ќе напишат. Тоа не е точно. Значи, и онлайн порталите и новинарите кои што работат таму подлежат на многу закони кои го регулираат нивното работење. Па ќе кажем, проблемот е кај институциите кои што решаваат да не го спроведуваат законот и да не ги гонат до крај тие. А зошто сте толку против сето тоа да се стави еден закон, па да не бъркаат сите тие што треба да бъркаат? Закон за авторски права, закон за облигациони односи, пет-шест закони се упрашани. Јас не го разберам, се извинувам, не го разберам отпорот на ЗНМ до сега и од минатото раководство, тоа продолжува како политика и сега, отпорот од конкретна регулација и санкции. Луѓе, без санкции далеко сме забегани, нема да се освестим. Звучи лошо, звучи катастрофа за земјава што нас чека утре, задутре, за месец дена, нова методологија, датум, членство во НАТО. Да, звучи. Ама без санкции ништо. Затоа што ќе ги натерате фирмите. Значи има одреден портал XY кој што функционираше за време на прошлата власт и тоа од страна беше накитен со банери 90% од државни. Сега тој портал нема ни еден банер. Сите тие банери сега се на еден друг портал, кој што величи друг премиер и кој што величи друг политичар. Така да прашањето ми е како вашиот регистар ќе помогне од тоа. А тука на тоа се врзуваат и бизнисмените, пошто и бизнисмените кога ќе видат дека тука се рекламира Петко Трајко и ова од големиве, значи треба и ја да потврлам нешто. Од уште ние у подсвеста една политика и едно друго време кој што беа сега можеме, тоа е сосема друга дебата, но беа и многу полоши од сегашната ситуација. Така да малку ми мала дигресија во дискусија, затоа што ова не е прашање за ЗНМ пред се. Легуваме во темата. Вие сте готов? За сега говорил само кратко. Ајде, за прашање за сите, ама за ЗНМ е експонентот кој што треба да го иницира и да го тука. А он оде против. Да, значи, како констатација сега ќе биде дека досегашните закони кои што ги имаме не се спроведуваат за онлайн порталите и за онлайн медиумите, меѓутоа ни треба сега и нов закон кој што ќе одлучува кој ќе има портал, кој ќе нема портал, а санкционата политика во државава е ужасна. Тоа верувам сите тука ќе се сложиме дека тие што треба да одговараат за своите криминали никој не одговара, меѓутоа за порталите ќе дојде одредена власт која што е вака на копче ќе дојде и ќе решава кој портал може да биде онлайн, кој не може да биде онлайн. Тоа во ниту една европска држава не е точно. Не е точно. Имате само завршам. Во како што направивте сега. Последниот обид беше во Албанија. Се надам следите сите како заврши тој обид. Значи цела меѓународна јавност се крена против тоа. Цел свет практично се крена против тоа и на крај законот вратен назад, не помина. Океј, дамата, првата и последна, Катерина Синадиновска, која што е председателка на Советот за етика на медиумите во Македонија. Да, инаку јас го видов регистарот, како се регистар на портали. Да. И го разбирам прашањето на Боби, мене ми е тоа инстинктивно прашање и што со тоа, иако као почеток, као некој прв чекор, мислам дека е значено. Зашто кога ќе го излистате тој портал, ќе видите всушност дека има критериуми по кои што некој портал се квалификува да биде портал и други кои што по тие критериуми не се портали. И сега тоа ако продолжи понатаму, дали ги изложуваш во јавност? И ајде да не одаме за детали, пошто не го знаат од детали. Инаку јас како Горан имам доста причини да не видам тука, меѓутоа додека сум министра на жената, поканете, па тогаш не од политички и идеолошки, ќе беше од родов аспект. Дебатата не доволно добро застапена. Благодарам за дебатата денес.
Не сакам да се претвори во тема за саморегулацијата, веројатно треба тоа да биде некоја нова конференција, затоа што оваа тема што вие отварате во поларизацијата е многу значена, имам што да кажам многу на таа тема, меѓутоа кога веќе го начнете прашањето, освен чиста суета што вие споменавте, не гледам друга причина, затоа што постоењето на Советот за етика, постоењето на саморегулацијата како контролен механизам не ги исклучува законите и не ги исклучува сите останати казнати механизми што не држави се дадени на располагање. Сите демократии во светот саморегулацијата имаат како еден софистициран начин, каде што самата фела ќе препознава, ги изложува на зидот на срамот, дали преку регистар, дали преку јавни одуки и така натаму, колегите во фелата кои што не ги почитуваат правилата. Тоа не значи дека е единствено решение, напротив, меѓутоа, друго е кога самите новинари меѓу себе, при тоа во нашиот совет, во комисијата која што работи, има новинари од сите профили, од сите видови на медиуми, од сите идеологии и така натаму, кои ќе препознаат овој текст е надвор од професионалните стандарди. Сакам да кажам дека дури најголемите противници на концептот на саморегулација немаат еден здрав аргумент зашто ова е штетно. Значи, саморегулацијата мора да постои, затоа што може само да придонесе. Паралелно со саморегулацијата, дебати треба да има, дали треба да има одреден тип на корегулација, регулација и така натаму. Но тоа се паралелни процеси кои што овој систем на само казнување, на само препознавање не треба да исклучуваат. При тоа, како што кажа и Денис, оваа држава има мал милион закони кои што веќе се однесуваат на интернет порталите. Луѓето мислат дека тоа е некоја село без кучиња, дека таму ништо не може да се направи доколку вие се почувствувате навреден, оклеветен и така натаму. Има закон за клевета и навреда, закон за заштита на авторски права, најважен закон за говор на омраза. Значи, говор од омраза е кривично дело во оваа држава. И тоа што не се санкционирале досега или тоа што судството не реагира доволно брзо на овие прекршувања, не значи дека тоа што не се почитувале 5 различни закони, сега најнаш магично ќе испоиме во еден и ќе се почитуваат. Тоа е едната работа. Втората работа, што е многу значајна, е тоа што во Албанија се случува. Секогаш во вакви услови, кога фелата не е доволно силна за сама да одговори на своите предизвици, се јавува влада, во случајот конкретната влада, предходната влада исто така, која што вели не ние ќе преземеме овој, ние ќе кажеме кој портал е добар, кој портал е лош и така натаму. Доколку ние ова не го направиме надвор од владини раца, нас ќе ни се случи еден министр за транспарентност и очетно друг министр за транспарентност и како ја го крстат, кој што ќе кажува Боби не може да влезе во влада и да зема акредитација, затоа што Боби не е добар новинар. Последниот ќе каже не, Горан не може да влезе и така натаму. Значи, ние сме должни да ги поставиме стандардите. Затоа во Европа, во современите демократии нема никаде регулирано интернет како на начин на кој што ние мислиме да го регулираме. И тука горе до некаде во право дека не можеме да се враќаме назад од аспект на технологија и така натаму. Но она каде што може и каде што мора да се вратиме назад е почитувањето на стандардите кои што секако ги има. Вие споменавте 3O, јас имам 3N. Значи, неказненост, неискреност и неспособност. На вакви конференции сме прилично умни и сите кажуваме како треба нешто да биде, и потоа излегуваме од овие канцеларии тука, седнуваме пред компјутер и ние, или нашите новинари, ние како уредници, го прават токму она за кое што ние тука зборуваме дека не треба да се прави. Затоа треба искреност. И за ваквите конференции, за сите вакви дебати, прво да се тргнеме сите од себе, дали ние не зборувам за тоа дали мене Боби, Денис или не знам, Лючом се добаја како човек, туку тоа што он го работи. Значи, дали ние, кој е нашето одворештво и дали ние во нашата кариера имаме текстови кои што се надвор од професионалните стандарди на више. Значи, и во редакциите, и во медиумите, таа искреност и соочување со гледалото со себе е многу битна, за да може потоа да ги детектираме оние кои што нештата ќе можат да ги движат напред и да кажуваат кои се решенија, да не може изворот на проблемот да нуди решение, мислам тоа е удобно. Понатаму реков неказнивост, тоа е клучот. Кога би имале казнивост, имале решение во се, па и во новинарството. Не имавме примери, кога да рече на почетокот нешто со што стварно не се согласувам, дека не знаеме како се почна, кога тој момент кога се тргна. Јас не сум ветеран во новинарството, сум само 16 години, меѓутоа паметам посредни времиња каде што ние имавме редакции. И во тие редакции точно се знаеше дека ќе почнете да работите од Скопска рубрика, Црна хроника, култура, значи ќе ви дава некои помали задачи, кога ќе почнете политика да следите, ќе одите на помали политички партии, па поголеми, па собраниски известува, што се имаше новинарската кариера, се имаше редосен по кој што се развива. При тоа следена од солидни квалитетни ментори, со солидно образование, луѓе примери таму. Значи на новинарството, на факултетот за новинарство оваа година само 12 деца се запишат.
Тоа не е доволно за една редакција да се поправи образованието за чудиштено во афера. Оние новинари кои што влегле во тие редакции имале шанса да учат од многу погрешни ментори. Затоа што моментот кога се почна, беше оној момент кога, како вика и сите во организации релевантни кои што следеа демократизацијата во државата, кога се изигначи партијата со државата. Никогаш не сфативме колку е тоа опасно, не од аспект на една партија, туку од аспект на самата држава. Тоа значи дека утре немате партија, немате држава, немате институции. Во моментот кога се разниша институциите на системот и кога се постави механизмот што до ден денес, злоупотребувајќи таа прекрасна енергија како шарена револуција што ја споменавте, никој не успеа да ја воспостави како систем. Кога има казаност, кога мои колеги кои што имале фирми приватни, за кои што имаат судски пресуди веќе завршена работа на самосудени лица, кои што шурувале со луѓе од власта, се правеле бизнес, паралелно со тоа се појавувале на вести, значи зборуваме за криминал, не знам какви релации. Значи, кога тие ќе бидат казнати, кога ќе има истраги во тие компании, кога ќе знаеме тие пари од Унгарија или од каде да е, како тече нивниот тек внатре во државата, како се финансираат, тогаш ќе има повторно напред и рековме способност. Еве, јас немам и говор напишано, затоа што буквално се ежам од млади и постари ликови во политиката, што рече Боби прашање чекам да постави пратеник на личност во својата партија, кои што злегуваат да прочитаат пресконференција со пусол очедно и не знаат да го прочитаат. Значи имаме најздравна способност. Сите ги споменувате партиите како клучен еден елемент во оваа поларизација, гледам тука немате поканета ни еден представник со нас барем на политичка партија и тука малку ќе бидам адвокат на новинарите, затоа што да, медиумите имаат огромна вина за ова што се случува, подлегале на притисоци, имале секакви причини за тоа, дел поради личен интегритет, недостаток, дел поради страшна финансиска состојба, медиумите емигрираат, дел поради какви да се интереси, меѓутоа не се само медиумите виновни. Значи партиите се тие кои што се извор на оваа поларизација. И се согласувам дека еден од начините клучен, наистина ми е жал, што не успеа, значи моделот на отворени листи и на една изборна единица. Нас не требаше револикост, нас не треба дебата, нас не треба одблизу разговор, ни требаат повеќе вакви конференции. Јас се одам на Лубив 2-3 конференции, затоа што сега модерно за важни вести да дебатираме, а имаме други посушнински теми за дебата. Важните вести исто како термин, не е нешто ново, значи од секогаш постоеле и се злоупотребени од политичките елити повторно, најчесто од властите, за да се некако на некој начин дискредитираат новинарите кои што вадат афери за нив. Не секогаш е така. И да, например, јас ќе задам само неколку податоци, чисто за да имате наум, на што ние го работиме. За жал, во 66% од добиените представки, клучниот проблем, каде што текстот бил непрофесионален, се однесува на неточна информација, непроверена. Значи, речиси 70% од текстовите што ги читате се неточни. Не е вистина тоа што го читате на интернет. Тоа не се лажни вести, како фоскула. Тоа е основна неспособност за медиумите да извршат својата клучна обврска, да информираат. А каде се другите улоги да едуцираат, да утилизираат јавен наратив, да подигнат ниво. Значи, ние веќе престанавме информираме, ние лажаме. Понатаму 23% се однесуваат на говор образ. Исто катастрофа. Повторно државата тука повика на тоа не е работа на слове за етика. Говор образ за кривично дело, бујно обвинителство, реагирај. Во 21% мешани се вести и коментари. Значи, вие веќе ретко за реалитет стана на интернет да видите чиста форма на вест. Значи, се радувам кога ќе видам дури агенциите почнаа да коментираат вестите. Не можете да видите како велат американците, ако некој тврди дека надвор врне, туку тврди дека не врне, ваша работа како новинар не е да ги цитирате двата, туку да излезете и да кажете дали Бог врне. Ние тоа не го правиме. Имаше прекрасна една забелешка, мислам дека беше професорката, не сум сигурна на тоа дека ние и тие е целиот наратив. Тоа е клучот. Ние се фокусираме на ние и на тие, на ти и на јас, на личност. Ние не разговараме за тоа и за тоа. Ние немаме два спротивставени концепти. Ние на дебатите, зашто морам мала дигресија да замерувам многу на странските донатори, кои што упорно финансираат дебати. Јас разбирам дека ова беше популарно за дебати, меѓутоа ова што сега се случува е надвор од ум. Вие велите
како донатори, како амбасади, како меѓународна заедница, дека имаме зголемена поларизација и при тоа истурате пари во телевизиски проекти кои што директно ја хранат таа поларизација. Примате двајца луѓе, не знам, нема тука може и представници и да има, сакам баш би било фино, например, само вистина како концепт за општество за мене е надвор од нешто што може да придонесе. Напротив. Значи имате двајца кои што се спротивставуваат меѓу себе, буквално очи си ватат, новинар што е декор, и имате од страна коментари на граѓани на социјална мрежа што никој не ги проверува. И тоа не може да води. Ние немаме контент, значи немаме содржина. Нашите редакции се празни, ние веќе немаме новинари. Во моето време, што не беше толку одамна, имаше економска, имаше редакција за здравство, редакција за култура, редакција за образование. Сега имате гола политика. Новинарите известуваат пресконференција, прва и основна лекција во новинарството дека пресконференција не е вест. Пресконференцијата е еден сегмент, па ти треба понатаму да направиш текст. Значи, ние назад, Бог не треба да се вратиме веројатно на некоја праисторија на новинарството за основите да ги поставиме и повторно да тргнеме од почеток. На крај ќе речам ова што граѓаните дали сакаат или не сакаат поларизација, уште еден само податок ќе ви кажам, во светот, во нормалните држави, каде што не е тема ликот и делото на еден смот и ликот и делото на друг, каде што тема се судим на концепти, на визии, на програми и проекти, има нешто што се вика конструктивно новинарство. И тоа е ин сега во светот, затоа што сватиле луѓето дека не препугава од црни сценарии и од тешки вести. Значи, имаше една анкета и тоа е книга, анкета помеѓу новинари, главни уредници за состојбите во светот. Јас учествував на таква обука, ми дадоа да одговориме 10 прашања за состојбите во светот. Одговорив точно само на едно. И бев меѓу најдобрите, затоа што ретко кој одговори на едно прашање точно. Зошто? Затоа што нашата перцепција и познавање на светот е важна. Значи, таму имаше прашање од типот, не знам, што најмногу сумира во Африка, во Нигерија. Ние сите кажавме глад, диабетис беше точниот одговор, значи трејарен изглед. Дали во Индија има тетанус? Сите рековме да не, Индија била пред 3 години прогласена за тетанус фри. Дали колку девојчиња идат во школа во не знам која земја беше. Значи, буквално, нашата перцепција е негативна, затоа што медиумите постојано се фокусираат на конфликт, на крв, на крвопроливање, на тепачки и така натаму. Не се фокусираме на оно што може да биде конструктивна приказна и решение на проблем. Ова е нешто што од оваа перспектива изгледа многу далеко, така е вклучени со саморегулацијата како еден софистициран елемент, меѓутоа време е да почнеме да се фокусираме на решенијата, време е да сватиме дека секој од нас без разлика на која идеологија и да припаѓа, може да придонесе озбогатување на тоа што е наш заеднички интерес. Ако е наш заеднички интерес да имаме подобри медиуми, да видиме да ги препознаеме луѓето кои што можат да направат подобри медиуми и да им дадеме задача да ги направат. Ако е наш заеднички интерес, конструктивна политика, да видиме што треба да се смени кај партиите, да дадеме простор на малите партии да дадат својот глас, да дадеме простор на нови луѓе, да се изразат политички, да ги промовираме преку медиуми таквите нови идеи и концепти, затоа што ние сме фокусирани на тројка, четворка, каква и да е говораме и така натаму. Значи, ако имаме потреба од подобра академска заедница, да ги препознаеме проблемите внатре, сите партизирани кадри кои што ги нападнат универзитетите и така натаму. Решение има, јас сум никогаш тип кој што само црните нешта сака да ги види и кој што види дека не можам ништо да сторам, ако не можам ништо да сторам, веројатно треба да се спакувам и да студам, не сум дошла до таа фаза се уште. Токму затоа и ова што го правиме со регистарот, мислиме дека е на почеток, една фина форма како и бизнес заедницата, и агрегаторот на вести, види кога тие медиуми нема да ги имаш на тајмк секој ден, па не мислам дека тоа мала казна за нив. И пред се јавноста да ги препознаем како да речем медиуми, чии што информации треба да се земат со резерва, да не ги затуваме премногу. Благодарам и чекам прашање. Добро. Оке, само должам едно објаснување околу политичките партии. Значи, рековме на почетокот дека ова се серија на дебати, кај што политичките партии се всушност во фокусот на овие дебати, како тоа е мој став и тука имам и стаж, и знаење, и искуство, лично, и индиректно, и директно, дека политичките партии, тоест нивната клиентелистичко, недемократска структура се главниот канцер во општество. И тука да нема никакви дилеми. Втората теза е дека премолчениот консензус помеѓу политичките партии, што сега се чудиме зашто немаме ние отворени листи. Нешто зашто јас пред 3 години напишав дека нема да има отворени листи. Без разлика што ветуваа
во овој случај владачката партија пред изборите. Затоа што имаат премолчен консензус. Тој консензус нема да се смени. Туку ќе го смениме ние од надвор евентуално, ако успееме да смениме. Притисок од јавноста, медиуми, граѓанство, странци, што и да значи тоа. Низок легитимитет на изборите и така натаму. Но тие натолку колку таа земја. Сега, да, значи, Горан, Боби, не знам сега Боби, да не му давам više микрофон. Јас само после ќе треба се вклучат и... Да, само една мала интервенција, што ми кажуваше Денис и Катерина. Значи, ја не мислам дека тој регистр ќе промени нешто, кој знае што драматично. Ја ќе го земам мојот пример. Значи, јас сум постар од овие колеги што пишуваат, 40 години, значи секоја сабота имам колумна во Deutsche Welle. Од недела, понеделник, вторник, мојот текст го пренесуваат 4-5 портали. Го пренесува еден вестник. Никој не добил дозвола тоа да го пренесе. Значи, јас сум се јавил лично. Разговарам со Deutsche Welle, зошто вие со никого немаме договор. Се јавувам лично, интервенирам, некаде ги повлекуваат, некаде не ги повлекуваат. Сега ја треба лично да сите да ги тужим. Во какви ја судски процеси да влезам против Алфа телевизија, например, за да не го објавуваат мојот текст. Со тој регистар ја не верувам дека тоа ќе се промени. А не можам ја да се дозволам да губам време, ја не сакам да ми го пренесува текст. Било кој. Јас немам Facebook, немам интернет, немам Twitter, не сум воопшто на социјалните мрежи, не го ни ставам. Значи сакам таму кај што излегам. Може да земе едно мало парче, ама зашто тој да прави и тој што ќе влезе во регистарот на медиуми, да прави своја читаност со текст кој што не го платил, ниту па прашал да го објави. Како вие тоа ќе го регулирате? Никако. Треба јас да дадам тужба за да донесе судот правила и ние да ги казни 50.000 евра за друг пат да не им текне. Ама јас тоа не можам да го направам на секој медиум, јас да ме се јавам. Ама Лјупчо, еве сега сега ја ти кажувам мојот пример. Индустријска интелектуална собственост токму сега го отварам како поглавје. Во среда ми е емисијата, значи како поглавје од Европската унија. Индустријска интелектуална собственост секаде во свет е лична твоја борба. Значи, дали како бизнис, како фирма, дали како поединец. Ако ти мислиш дека регистарот не велиме дека тоа ќе го реши, тоа е прашање во сфера на закон. Значи, авторски права има закон за авторски права. И сега види, ако ти тоа не го реши регистарот, зошто ќе го реши закон? На погрешно реагираш. Значи, во овој систем во Македонија, секој краде од секого, нема тука интелектуална собственост. Тоа и не може никој да го направи. Има многу. Што има пресуди 3, а денеска 70 текста се украде. Па 3 луѓе се. Ама нема, утре уште 140, утре 200. Ама еве чекај, регистарот ги опфаќа професионалните медиуми. Еве има закон смислен од Роберт Поповски и тој закон ќе ги опфаќа според него професионалните медиуми. Како тоа тебе ќе те заштити дека тие медиуми што се надвор од законот, а не надвор од регистарот? Не сакам некој да прави читаност или пак нешто друго врз мојот труд. А не ме ни праша, како тоа? Поларизацијава да елиминираме, не може да се поларизираме. Не, тоа е поларизација затоа што некој сака да го искористи мојот текст заради некој тип пропаганда, пример. Ама друга е тема. Ја не зборувам друга тема. Се не доврза затоа што ја не мислам дека прават лоши работи, но дека тоа е невозможно. Затоа беше кажано, ова е почеток, се отвора прашањето. Да, јас окей, сега, да не влегувам во цензура јас. Затоа што и тоа е моје право, не знам дали прочитавте условите за дебата. Попе е дефетист, многу си дефетист во ова. И окей те разбирам. Но овој почеток мислам дека е запазден во војна. Ја викам дека не мислам дека е лошо што го прават тоа. Ама не може мене да... Јас не можам да губам време, пример, ти било кој да се занимава додиме од суд до суд за секој текст што го објавиме. Па не може, па кај, јас треба, сите од нас треба да направат нешто позитивно за оваа држава. Да се трудат да биде подобра, на било кој начин, дали со професура, дали со новинарство, сега ние да се ваткаме таму по судови, тоа е спектакуларно идиотство.